Имам една порака и до представниците од меѓународната заедница, до луѓето во Брисел, до бирократите. Се договаравте и преговаравте со луѓе кои што немаат никаков политички кредибилитет, нити пак авторитет да направат нешто за народот. Се договаравте и преговаравте со луѓе позади кои што стојат основани сомневања за сторен криминал. Или да скратам, се договаравте со потенцијални затвореници. И ќе се срамите еден ден кога ќе излегуваат вашите слики на медиумите во вашите држави, како се гушкате и како се прегрнувате со овие луѓе. Тие криминалци не можат ништо да одработат. Тие знаат да одработат само за собствените джебови и за својот интерес. И затоа, тоа што сте го договарали и преговарале, тие не можат да ви го испорачат. Затоа, мојот предлог до вас е, бидејќи само вас ве слушаат, тие не го слушаат народот, бидејќи вие ги бирате, не народот. Вие ги бирате. Затоа кажете им, охрабрете ги, излезете на избори, народот нека одлучи, а потоа сме подготвени да седнеме и да разговараме за достоинство, да разговараме за нови околности и фер шанса за овие луѓе. Истото тоа што го има и другите народи во Европа. Вака, под диктат, нема да прифатиме и нема да има уставни измени.